кога тентерите и финансиските интереси стануваат приоритет, а законите и заштитата на учениците се ставаат во втор план, тогаш се случува токму тоа што огледаме денес. Децата се занемарени, без заштита, додека наставниците и професорите се оставени сами да се справуваат со една системска неспособност. Почитувани медиуми, почитувана јавност. Секојдневно сме сведоци на булинг, физички пресметки, закани и инциденти со ладно оружје во училиштата и ученичките домови. Ова повеќе не се само изолирани случаи, туку сигнал дека системот за превенција потврла, а Министерството за образование и наука не превзема никакви активности во заштита на учениците и безбедноста во училиштата. Нема ниту стратегија, ниту системска реакција. Колку инциденти треба да се случат за Министерството конечно да признае дека состојбата е аларматна? Кој ќе понесе одговорност? Училиштата мора да бидат безбедно место за учење, а не простор на страв и на насилство. Каде се превентивните програми? Каде е психолошката поддршка? Каде се координациите помеѓу институциите? Поради целосниот институционален неуспех во заштитата на учениците, бараме под 1. Одговорност од Весна Јаневска. Под 2. Одговорност со итна смена на директори кои криеле, не реагирале на време и игнорирале насилство. Неспособноста не смее да се наградува со функции, а молчењето и прикривањето да не бидат пракса во образовниот систем. Под 3. Вонреден инспекцијски надзор во училиштата и ученичките домови со ревизија на сите училишни безбедносни протоколи. Да се утврди дали училиштата имаат само формални процедури на хартија, без реална примена. Државата мора да провери каде потврлил системот пред да се случи нов сериозен инцидент. И 4. Годишниот извештај за безбедноста на училиштата. Министерството за образование јавно да објавува податоци за булинг, насилство и превземени мерки со цел целосна транспарентност и отчетност. Како Комисија за образование и наука на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предлагаме 10 итни мерки за побезбедни училишта и ученички домови. И тоа: под 1. Итно воведување на унифициран безбедносен протокол во сите основни и средни училишта. Јасни процедури за постапување при булинг, физичко насилство, закани и внесување на оружје. Под 2. Итно вработување на психолози и педагози тамо каде што со години не достига стручниот кадар. Државата не може да зборува за безбедност, а училиштата да останат без стручни служби. Минимум 1 психолог на околу 300 ученици и задолжителна психолошка служба во ученичките домови. 3. Формирање училишни тимови за превенција на насилство. Тимови составени од психолог, педагог, наставници и представници од родители со обврска за брза реакција. 4. Национална антибулинг програма, редовни работилници и едукации за ученици, родители и наставници за препознавање на и спречување на булингот. 5. Засилена соработка помеѓу училиштата, Министерството за внатрешни работи и центрите за социјална работа. Институциите да не реагираат дури откогу трагедијата ќе стане вест, туку превентивно и координативно. 6. Воведување анонимна линија и дигитална платформа за пријавување на насилство. Учениците без страв да можат да пријават булинг, закани или опасно однесување. 7. Поголема безбедност во училиштата и ученичките домови со засилени контроли, подобар надзор и редовни превентивни проверки и околу училиштата. 8. Обврзувачки програми за ментално здравје кај младите со поголем фокус на емоционална поддршка, стрес, анксиозност и меѓуврснички односи. 9. Построга одговорност за институциите што не реагираат навремено со законска обврска за постапување по секоја пријава во рок од 24 часа. Да се утврди одговорност кај раководства и институции кои игнорирале пријави или пропуштиле да постапат. Игнорирањето на насилството
создава уште поголемо насилство, а институционалната бавност создава чувство дека насилството е дозволено. И 10. Формирање национален кризен штаб за безбедност во образованието. Очигледно дека институциите немаат координација, ниту план за реакција. Државата нема стратегија за превенција и за системска реакција. За жал, цената ја плаќаат учениците, а институциите ја изгубиле во целост контролата врз состојбата во образованието. Затоа, слободно нека ги прифатат овие предлози, па дури иако ги представат како своји, ако тоа значи дека конечно ќе се спроведат и ќе дадат резултат. Важно е само едно, да се заштитат децата, затоа што тие не смеат да бидат жртви на систем кој не нуди решенија и не презема никаква одговорност. Ви благодарам.